Со победа над Основното училиште Лазо Трповски, ученичките од Основното училиште Петар Попарсов се новите шампиони на надпреварите во одбојка, кои секоја година се одржуваат во рамки на спортските училишни лиги. Иако резултатот беше неизвесен до самиот крај, сепак желбата на младите одбојкарки од ова училиште беше посилна од се, а голема помош има и од своите навивачи, кои за време на целиот надпревар не престанаа да ги бодрат своите соученички. Како и секоја претходна, така и оваа година одбрани беа и најдобрите три одбојкарки, и тоа за најталентиран играч, најдобар смечар и најдобар играч на надпреварот. Чувството е супер и очекувавме дека ќе бидеме прваци, затоа што имавме добра екипа, добра игра, можевме се да постигнеме и како што гледате го освоивме повторно првото место, го задржавме првото место од лани, од ланската година. Имаше едно време кога водеа противниците, односно Основното училиште Лазо Трповски, дали за момент се уплашивте дека може нема да успеете? Може да се рече малку, бидејќи беа први на табела и цело време вода и може да се рече дека малце се уплашивме дека нема да бидеме прво место, ама успеавме на крај. И како ви се допаѓаат сите овие надпревари што ги организира општината? Мислам дека се добри за дружба, за спорт, рекреација и е многу добро организирано од страна на општината. Најспортската општина и натаму продолжува со организација на вакви и слични настани, бидејќи преку нив младите се повеќе сакаат да спортуваат и да го развиваат својот спортски дух. Сакам да потенцирам, општина Карпош е лидер во овие лиги, значи општински лиги во повеќе спортови. Еве денес завршивме со одбојкарското надпреварување помеѓу училиштата, го имаме шампионот за оваа година. Мора да спомнеме дека и на државно ниво нашите училишта, од сите училишта во Република Македонија, го освоија првото и третото место. Значи во првата тројка имавме две екипи од нашата општина, од нашите основни училишта и со тоа покажуваме дека ова што ние го правиме како општина, ова што се случува овие надпревари помеѓу училиштата вродува со плод. Сакам да напоменам, значи во иднина наша идеја е постојано младите да ги насочуваме према спортот, масовно да се занимаваат со спортски активности. Имаме многу спортски клубови на наша територија. Ова функционира и понатаму ќе функционира, ќе гледаме да го прошириме и во други спортови и се надевам дека во иднина од општина Карпош ќе произлезат многу наши спортски имиња и луѓе кои што ќе ги бранат боите на нашата држава. Второто место оваа година им припадна на одбојкарките од Основното училиште Лазо Трповски, а третото го освоија ученичките од Основното училиште Димо Хаџидимов.